Ова е твитер објавата на израелскиот министер за надворешни работи Исраел Кац. Накратко го објавува почетокот на опсадата на палестинската земја и бара евакуација на западниот брег. Токму како што тоа секојдневно го прават и во Газа. Сега со иста пракса сакаат да ги тероризираат и палестинците на западниот брег. Според официјалните лица, во првите часови најмалку 9 палестинци се убиени кога стотици војници со поддршка на авиони, дронови и булдожери упаднаа на северниот дел на окупираниот западен брег – Дженин, Тулкарем и Тубас. Според Вафа, израелските трупи влегоа и во болниците, попречувајќи ги возилата на итната помош во една медицинска установа и со булдожери ја рушеа инфраструктурата во Дженин и Тулкар. Знам дека звучи застрашувачки, но овие напади за жал не се ништо ново. Доколку ги прашате палестинците, дел се од нивното секојдневие, како пред, така и по почетокот на војната во Газа. Но ова е најголемиот напад на израелските сили во последните 2 децении. Целта многу очигледна – да се протераат сите палестинци и да им се одземе целата земја. Во претходните рации на израелските сили луѓето беа убивани, болниците беа опколени, куќите срушени, нивите и земјоделските бавчи уништени. Но не само војниците, тука се и доселениците кои се однесуваат исто така, особено по 7 октомври, а како што Министерството за здравство пренесува, израелските војници и доселеници убија најмалку 662 палестинци, вклучувајќи 148 деца и ранија повеќе од 5400 луѓе. Од друга страна, израелските војници уапсија најмалку 10.200 палестинци, според податоците на Друштвото на палестинските затвореници и Комисијата за затвореници и поранешни затвореници. Најмалку 1432 палестински куќи и други структури се срушени, со што се раселени 3270 палестинци, според податоците на Обединетите нации. Ке ве потсетам дека и Меѓународниот суд на правдата минатиот месец и официјално ја прогласи повеќе децениската окупација на палестинската земја незаконска и побара евакуација на сите постоечки населби и на западниот брег и источен Кудс. Но очигледно, ниту тоа не влијаело на Израел, кој прави се спротивно. Дотолку што еврејските илегални доселеници посебно ги охрабрија и крајно десничарскиот израелски министер за финансии Безалел Смотрич и министерот за национална безбедност Итамар Бен Гвир. Двајцата залагајќи се за проширување на населбите на западниот брег. Целта е да се зацврсти израелската контрола на територијата и да се спречи воспоставување на идна палестинска држава. И како што светот веќе се увери, Израел нема да запре, па Отука се поставува прашањето кој и како ќе го запре.